Членовите на стручната комисија кои ги истражуваат сомнителните операции на срце ќе влезат и во болниците и по случаен избор ќе проверуваат медицински досија. За евентуални нови пријави ќе одлучува нов тим, кој тогаш би се формирал. Министерот Алиу најави така наречени хард тимови, низ чии рад се ќе минува секоја одлука за операција на срце. Групи од по тројца експерти, анестезиолог, кардиолог и кардиохирург. Во иднина ќе го имаат последниот збор. Овие тимови ќе важат и за државните, и за приватните болници. Се креира таков тип на хард тимови. Вчера имав состанок со советодавното тело, анализирана беше идејата, таа идеја веќе и тој стил на креирање на политики и на методологии функционира во светот. Истиот ќе биде имплементиран кај нас. Тие рекоа дека може би било добро не 3, туку 5 експерти да бидат во тој хард тим, така да во наредниот период ќе креираме нов протокол, ќе треба да се креира. Во однос на странскиот експертски тим, Алиу повторди дека не сака да им се создава временски притисок. Важно е, рече тој, извештајот да биде сигурен и стручен. Според првичните проценки, на тимот нема да му бидат потребни повеќе од 3 сесии за финалниот документ. Во текст се правни анализи, за да им се обезбеди пристап до медицинска документација, бидејќи членовите не се државјани на Македонија. Во моментот се анализира, бидејќи не се државјани на нашата држава, нели ќе имаат пристап до досијата. Во моментот се анализира тој момент како може да се направи, да биде законски, а при тоа да може тие да имаат пристап до целата документација. Минатата недела на пресконференција, интерната комисија заклучи дека непотребни операции на срце биле закажувани како неопходни. Од 25 пријави, комисијата постапила по 19 кои се под нејзина надлежност и утврдила дека во 10 случаи операциите биле непотребно направени. 6 пријави се во рацете на ДСЗ, но за сега нема информации од таму.